Одиме понатаму. Дајте еден спонтан. Аплауз! Да не се сватиме погрешно. И, знаете, ко луѓе цело време се трудиме да искомбинираме природа со општество. Значи, цело време она, напнато дури е. А од друга страна, природава си е нешто така, нормално, природно. А општеството е вештачка творба, која што сакаат одржавање. И си викам, дури на времето учевме во ист предмет. Природа и општество. Значи, тука има некоја допирна точка. Дури, например, може да се забележи дека и во природава, и во општествово имат зимзелени и листопадни дрвја. Пример, јави се. Разговорот ќе биде снимен. Пази шо преш муавет по телефон, внуците те слушаат. Како што рековме, значи, и во природава, и во општествово имат зимзелени и листопадни дрвја. Дај пример за зимзелени дрвја во природава. Тоа се боро, телата и други. Дај пример за зимзелени дрвја во општествово. Тоа се МПЦ, ИВЗ и други. Единствено место каде што она буквално можат да се сретнат природа и општество е зоолошка градина. И то функционираат затоа што имат кафези и експерти за све. Да, ве подсеќат на нешто? Да. Значи само во зоолошка може лав и орел да се кафез до кафез, а околу да цветат рози. Ако то го ставиш во природна средина овие екземплари, хаос ќе настани одма. Одма лавов ќе ги изгазит розиве, ќе се поцнит на трнче, ќе го изеат орливе и сето тоа ќе биде проследено од будното око на меѓународната заедница, кој што се константно на сафари. Фала.